Кога год да бидат летови, па и на есен, излезноста ќе биде ниска. Заборавете 55%, заборавете 60%, заборавете 65%. Значи првата работа кога се повикуваме на ниската излезност, дека ќе има ниска излезност, да расчистиме, излезноста ќе биде ниска. Луѓето ќе се плашат и во јули, и во август, и во септември. Тоа не значи дека во било кој од тие 3 месеци исто да организирате избори. Не сакам тоа да го кажам. Сакам да кажам дека излезноста јас очекувам во сите 3 случаи да биде под 50%. Значи следната влада нема да има висок легитимитет. Тоа да расчистиме од старт. Посебно ако продолжи овој тренд на ваква епидемиолошка ситуација, тогаш сигурно и оние постари од 67 и луѓе со дијабет, и луѓе со притисок, и луѓе со претилост и така натаму, сите тие ќе бидат уплашени да излезат. Бидејќи сепак ќе видиме какви ќе бидат протоколите доколку до тие избори дојде и така натаму. Така да ако имаше некој привид дека вонредната се продолжува за 2 месеци ради изборите, што не беше вистина, требаше луѓето да беа на моје место да ги сослушаа сите аргументи на последната седница на Советот за безбедност, ќе знаеа дека тоа не е така. Ако сега личеше дека можеби ќе се продолжи за да се компензира за тоа лимбо кој настана во политичка смисла, сега веќе пак е епидемиолошката ситуација таа што тоа ќе го диктира. Тука имате поддршката на армијата, на полицијата, тука имате евентуални финансиски инструменти кои треба владата брзо да ги прифати, да ги одобри и така натаму. Тука имате искратување на политичкиот процес, токму во недостаток на собрани. Најелегантното решение, ние сме една од малкуте држави кои остана без собрани во критичен момент. Парламентот кој не сакаше да биде тоа. Тоа нас не се случи. Се приклонија повеќето од луѓето, вклучително и председателот на собранието, кон она толкување дека собранието не може да се состане и собранието не се состане и еве што се случи. Да немаме собрание, да имаме техничка влада, да не знаеме до кога треба да продолжиме вонредната состојба, тоа максимално да се политизира и згора на сето тоа ни се случи пик на епидемијата, во која вие немате јасно конституирана контури на власт, која би можела со тој втор бран за кој зборувавме да се справи.